Добро утро, Симона, благодарам за најавата. Иако официјалните податоци покажуваат дека граѓаните во текот на минатата година повеќе штеделе, сепак бројките покажуваат дека и повеќе се задолжувале, а за тоа колку секојдневието станува финансиски неизвестно и дали бројките ја прикажуваат реалноста и како е да се живее од плата до плата. Утрово во Македонија наутро разговараме со финансискиот советник и економист Димитар Таневски. Димитар, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро, Мартин, ви благодарам председ, добро утро и до гледачите. Да, иако навидум она изгледа можеби малку контрадикторно дека повеќе се штеди, а од друга страна и повеќе се задолжуваат, тоа е нормално во повеќето економии, посебно во последниве години каде што има некој вид на галопирачка инфлација, криза насекаде во светот, не е само кај нас. Да, тоа е затоа што има дел од населението, поголем дел од населението кој што има доволно средства, може и да тргне нешто настрана, меѓутоа од друга страна пак за жал и голем дел кој што така крпат крај со крај или мора да се дозадолжуваат за да истераат месецот, да кажем. Димитар, дали зголеменото штедење значи подобар животен стандард или повеќе станува збор за предпазливост и страф од неизвестната економска состојба? Па кај нас барем да мислам штедењето само по себе никогаш не носи зголемување на профитите. Никогаш штедењето не носи поголема вредност отколку што парите губат вредноста година за година, така да тоа е повеќе предпазливост. Луѓето се научени да нека има нешто барем настрана. Многу подобро е барем мал дел да се инвестира во нешто што ја зголемува вредноста на парите. Зашто најчесто се задолжуваат граѓаните? Потрошувачки кредити, станбени заеми или покривање на основни трошоци? Па според онаа статистика што ја имаме од сите кредити за физички лица, околу нешто над 4 милиарди денари, вкупни задолжувања, скоро половина се потрошувачки кредити и околу 40% се станбени кредити, што е добро, бидејќи станбените кредити кај нас се најповолни кредити. Сега и тука дел од оние потрошувачки кредити се исто така земени за дали е за учество, дали за опремување на тој стан, така да доаѓаме до отприлика пола да се солидни кредити, другата половина да се некои полоши, да ги кажам, затоа што постои па и оној помал процент, меѓутоа многу лош, кој што е минусна картичка, задолжување на кредитна картичка или да не ги спомнувам брзи кредити кои што се зло. Колку е ризично кога кредитите се користат за секојдневни потреби и што тоа значи за домашните буџети на долг рок? Тоа е ултра ризично, мислам, нема полошо од тоа да се задолжуваме, само на некој начин да ја одолжуваме, да го одолжуваме неизбежното. Тоа е да си копаме една дупка за да скокнеме во неа повторно. Мора да се промени нешто, мора да се седне, да се види, да се анализираат кредитите што ги имаме, задолжувањата. Најдобро е да се проба да се рефинансираат сите оние задолжувања и позадолжувања со некои подобри каматни стапки. Многу често луѓето што земале потрошувачки кредит пред неколку години и мислеле од фиксна каматна стапка, па наместо со 5%, сега има со 9%, така да најдобро е да седнат и да анализираат, да проверат што можат да подобрат. И за крај на нашиот разговор, кој е вашиот совет до граѓаните како да се воспостави баланс меѓу штедењето, задолжувањето и реалните можности на домаќинствата? Така, да, тоа и го начнав малку. Најпрво, она што за жал многу малку луѓе кај нас го прават е, јас препорачувам да се водат семејните и лични финансии како бизнис, да се запишува се. Мора да се водиме лично сметководство, така да кажам. Да се води буџет, колку имаме примања, колку расходи на колку трошиме, да се обидеме доколку имаме некои неповолни кредити, пари ни одат безпотребно на камата, да ги отарасиме, да ги решиме. И бар мал дел да се почне да се штеди или да се инвестира. Мислам, доволно е да речеме 1000 денари месечно на заштеда, 1000 денари да се инвестира нешто, дали на берза или некаде. Дури ако тоа не е многу, да има малку активност, да се осети дека нешто правам подобро, дека излегувам од она што е кризата, да кажам. Така, Димитар, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на македонската телевизија и благодарам за советите. Ви благодарам и вам.
Утрово на тема штедење, за тоа колку граѓаните исто така се задолжуваат во банките за брзите кредити, но и совети за тоа како повеќе да се штеди, рационално да се користат финансиските средства. Разговаравме со финансискиот советник и економист Димитар Таневски.